Здраво на сите и добро дојдовте во ново видео. Денес решив да направам тир лист на македонските јадења. Кој беше мотивот за правење на ова видео? Јас сум гурманче, значи многу сакам да јадам. А многу сакам да јадам и македонски јадења. Така да тоа се спои во една идеја, македонските јадења, да ги споредам, да направам некаква си ранкинг листа според тоа како мене ми се допаѓаат. За време на видеото дефинитивно ќе ми се пријади на многу од овие јадењата. Еве како ми изгледа мојата тир листа. Мојот S-тир или нај нештото го крстив дај репете. Значи нештото, јадењето толку ти е убаво, што не можеш да престанеш да го јадиш, што бараш се поиќе и не можеш да се наситиш од толку што ти е убаво, тоа спаѓа во S-тир или дај репете. Второ после него е убаво. Ке ти е убаво, ама куш има толку, задоволен си со количината, душата не ти сака поиќе, ама јадењето ти е преубаво, нема ко него. После него имаме шозно, буквално шозно, јадење што буквално не можеш да одлучиш дали ти е убаво или не е убаво. Од една страна некои работи во јадењето многу ти се дописваат, од други не, и ти е ко на средина, немаш некој посебно мислење. За јадење што ќе го изедиш, колку да го изедиш, колку да се најадиш, ако тоа ти го направиле мајка ти, татко ти, и мора да го изедиш, нема друго што да се јади. Така доброволно да го јадиш, не би го јадел, тоа е. А не фала е јадење што не би го јадел под ниедна околност, никако не би го конзумирал. Овде имам неге 23 јадења и плюс овие не можев да ги избришам некои рандом ко профилни слики на рандом луѓе или шо е да е. Ќе ми извините за нив, така почнати листов во апликацијава и не знаев како, не можев да ги избришам и ќе седа таму. Ги игнорираме сосем, одиме на јадењата. Овие се подредени по азбучен ред. Прво нешто имаме ајвар. Значи, јас ајвар многу сакам да јадам. Буквално што го јадам на лепче, со сирење, со зденка ми е помилена комбинација. Го имам клавано во макарони, го имам јадено со мајонез, го имам јадено со кашкавал, го имам и така сркано и кузни како што на се други начини што сега не ми текнуваат, го имам јадено ајвар. Значи, очигледно дека многу сакам ајвар. Ама, во кој би го клала? Буквално многу ми е тенка границата помеѓу убаво и дај репете. Ама, мислам дека ајвар ќе оди во убаво. Оти сепак можам, како така на вкус преубаво, ама не е дека не можам да престанам да го јадам, туку стигнува момент кога добро, убаво беше и убаво помина се. Посебно ајвар што го прават мајка ми, тетка ми. И тој спаѓа во убаво. Не знам за други ајвари, ама нивниот ајвар, овој ајвар овде што го рангирам е нивниот ајвар. Не станува збор за купечки или било кој друг ајвар. Следно имаме боза. Боза директно оди во не фала. Буквално само еднаш имам пробано боза и толку беше. Бевме во сладкарница со баба ми, ајде двете по една чаша боза. Јас пробање и му ја дадов неја чашата, испитаја 2 големи чаши боза. Мене ич не ми се бендиса. Јас поманемав од шо е направена бозата. Први ја замислав некако ко млеко, ти буквално така изгледа густичко ко млеко и плюс така бојата ко да треба да е чоколадно млеко или нешто такво. На крајот вкус ко на квасец. И мене тоа
ич не ми се бендиса и не би пиела повторно боза. Тоа добива бозата од мене. Следно, бурек. Значи, бурек со јогурт за поручек е многу убаво јадење. Е мрсен и некогаш може да не го погода толку, да не кладовано месо да биде само на кори или да биде посув од не знам која причина. Дај репете, не знам, не би го клала само заради што е така толку мрсен, а ми е преубав. И што некои луѓе не може да го погодат. Само заради тоа клавам во лого. Оти, сепак има момент кога ќе се најадам. Еклер. Значи, сите од овие јадење знам дека еклер по потекло е француско, ама ние си имаме некоја своја верзија на еклер, поразлична од францускиот еклер, македонизирана верзија, така и за многу од овие јадења некој би рекол дека се српски, вакви, такви, не знам какви, ама за сите имаме наша македонска верзија, така да јас ги рангирам македонските верзии од овие јадења. За еклер, многу сакам еклери. Буквално посебно еден еклер што сум јадела во Прилеп, во сладкарница Дизниленд. Буквално толкав беше еклер, овака огромен ко цела топка. И немаше простор внатре во еклерот што не беше пополнат со крем. Тоа беше едно од најубавите искуства во мојот живот. Не беше преблаг, многу сакам кремасти такви работи. Ова би било првото нешто во дај репете. Можам да јадам дур не ми пукни стомакот, плюс малце чоколадо стопено дозгора, значи тоа е преубаво. Следно имам кебапи. Убрав кебапи, ама искрено сме познати по-добро скара, дали тоа се пескавици, македонки, уштипци, не знам шо, месо, драголјубе месо, кој што знае. Значи, правиме супер скара. Кебапи, многу сакам кебапи, да. Општо, мерено месо на скара, така, иако пробувам малце да го избегнам заради масти такви чуда, ама кебапите се нешто невидено, па искрено дај репете. Дај репете, кебапи се the goats. Следно имам овде мазник. Најмногу го асоцирам мазнико со ние битолчани, мазник за веселица, со јогурт и колба со прас. Тоа ми е комбинација преуба. Пак така тесто нешто, на македончето е лебарче, кој што рекол професорот мој по географија. Многу сакам јаглехидрати, ептени со милени. Јаглехидрати и месо е топ комбинација за еден македонец, лепи месо. Мазник со сирење, со колбас, јогурт за василица. Ама не сум баш за порепет. Во ау болбо. Следно имам макало. Многу сакам работи така што се со лукче, со некој зачинче, кона павлака јогурт, можам до бескрај да ги јадам. Дај репете, одма оди по дај репете. Следно имаме мекици. Се мекици убај ми се, ама не ми се ништо кој знае шо посебно. Па зависи на моментот. Како ќе бидем расположена, предпоставам ќе одат во шо знам. Онака. Убај се, не дека се лоши, ама ми иди така да речам, ај сега мекица да каснам и да продолжим со јадење. Мусака со компири, со мевце, дозгора трупот печено со кашкавал. Тоа е веќе убаво, ама меленото месо поќе го сакам така пут запечено на скара. Едам спрема другите работи што ги имам во ау болбо. Мусака ја сакам помалце од нив, така да ќе оди во шо знам.
не ми е нешто. Знаеш шо? Охридска пастрамка. Се немам јадена пастрамка во Охрид. Се надевам дека се охридски пастрамките ќе ги продават замрзнати, ама општо риба многу сакам и дефинитивно оди во убо. Убо. Сакам риба, убо е рибата. Посебно пастрамката е доста солидна риба. Следно имам пастрмајлија. Сега немам овде некој посебен тип на пастрмајлија. Знам дека има поќе дали имаш типска, велешка, не знам уште каква. Знам многу градови имаат свој верзија на пастрмајлија. Ќе рангирам овде, таа е најкласична пастрмајлија, тесто со месо дозгора. Многу си ја сакам. Многу моменти кога не сум можела да престанам да јадам, тоа е сигурно. Ама на најобичен ден убаво сум заситена. Следно пифтија. Не фала. Самата помисла дека пифтијата е ко желатинче со месо, многу често и коски се клават во него. И па и бојата така не ми створа некој многу апетит и затоа оди во не фала. Може ќе треба да остарам некоја година, па тогаш да ми се бенди со пифтијата, дека што гледам што кажуват постарите ко млади, а не ќе лепо сум кога остареле му се бендисва. Може би за некој 20 години ќе се разјадам пифтија, ама за сега стои во не фала. Следно полнети пиперки. Посебно црвените пиперки, тие ми се поубави. Одозгора со тропавлаче, кисело млеко што да има дома. Многу убаво. Многу убаво. Не одат во дај репете, ама дефинитивно убаво. Ракија. Ракија и било друго алкохол, бум, не фала. Не сум ич по алкохолот, него сакам како концепт пиењето алкохол. Кога ќе мирисам неубаво, ално ме потсеќа ко нешто медицинално, ко некој лек, буквално кој етанол. Така делува, не. Алкохол, не. Ракија, исто така, не. Тој што сака, нека пие, ама како концепт, како нешто, не ми е така знаеш шо погодено. Следно, сарма од лозов лист. За ова некој може би ќе ме хейтате, ама мене сармата од лозов лист ми е поуба отколку сармата од зелка. Не знам, така некоја поуба арома, посебно така со павлаче дозгора, многу убава свежина се добива. Не знам, едноставно лозовиот лист ми дава така некој посебен шмек, посебен вкус, што ми ја прави така ептен, преубаво. Посебно така со павлака одозгора, ќе оди во дај репете. Мора да оди во дај репете, многу си ја сакам сармата со лозов лист, во било кој период можам да јадам. Сарма, класична сарма со зелка, мелено мевце, оревче. Убаво е, да. Посебно така во зимски период. Што може да се види, појадење ми се така убај. Некој екстремно убај. За се ништо немам кланува, ама очигледно, како што реков на почетокот од видеото, јас сум големо гурманче и тоа се покажува. Со едењето, дури некој од овие, како што велам, денка е границата, зависи од денот, лесно може да премине од едното и од другото, така. Следно имам селско месо. Не ми е нешто ко знаеш шо. Дека не е убаво, ама ако од сите овие јадења го има наносо, тешко дека би зела селско месо да јадам. Се мислам помеѓу шо знам и ќе уклам во Оти буквално да има се наноса, то последно или воопшто ако не го земам ќе види.
Следно тука има таратур. Значи, кој што кажав претходно, многу сакам така кремасти, јогуртести, млечни производи. Таратур ептен ми е свеж, посебно така со кристајцата, тролупче. Кога ќе му тргнам, можам да се изнасеркам од таратур. Таратур ми се чини е најсигурниот за сега дај репете одговор. Дефинитивно обожавам салати и општо некои така кремасти јадења. Така да таратур во било кое време, со како прилог на било кое јадење, можам да го јадам во било кое време. Така да таратур е најсигурниот дај репете одговор. Тој не зависи од денот. Таратур можам и сега да ги имав состојките за таратур, значи и сега ќе ми беше дај репете, цело кило јогурт ќе употребам, цела крестајца, лукче, пиперца и супер ќе ми беше. Значи таратур можам во било кое време да јадам. Овде имам турлитава. Си ја сакам турлитавата, мајка ми супер ја прави. Така доста летно јадење. Убава ми е, ама не ми е толку уба како тие во ово, затоа ќе оди во шо знам. Тавче, гравче. Или тавчето на гравчето. Јадам грав. Тавче, гравче, полбо отколку манџа грав, ама пред брзо го открив црвениот грав и тој ми е поубав од овој, не знам, бел грав. И сега убаво ми е тавче гравче, ама многу ме подуива, ми прави тешко на стомакот, вкусно е, ама така. И тој ќе оди во шо знам. Следно, туршија. Не ми е нешто посебно. Буквално ми е само киселите крстајчиња во одредена комбинација, посебно со грчки јогурт, многу ги сакам, ама чиста така стандард туршија со, баш како што на сликата, со карефил, морков и крстајчиња, не сум нешто голем фан на тоа. Следно, ширден. Ги спофарив прилепчани со големиот теклер, ама сега ќе го неутрализирам тоа што ширден ќе го клам во нефала. Едноставно, самата помисла дека конзумирам црева од друго претходно живо суштество, но не црева, желудник, ми е така чудничка, ме прави да се осеќам незгодно и извинете прилепчани, ама ширден не е за мене. Исто не е за мене шкембе чорба. Вака работи што се како од црева, од внатрешни ептен делој. Ич не сум фан, обожавател. Буквално на црева, црн дроб, желудник. Не знам, не ми се уба и не можам да ги јадам. Шопска салата. Дефинитивно дај репете. Можам шопска салата да јадам до бескрај секој ден во неограничени количества. Буквално вториот дефинитивно дај репете одговор за ова тир листа. Го сакам така храни освежувачки, свежи, со доста вода, ладни, така јадење сакам. И шопска салата, дефинитивно едно од нив. Е мојата конечна тир листа. Ќе почнеме од најлошо кон најдобро, за да останат само најубајте работи за крај. Буквално кога ќе јадам, барам помала ко бев, тоа што им више најубавото од јадењето, секогаш последно го јадев и некако така си го делев јадењето. Последно, односно нешто што прво би го изедела за да не ми остане вкусот во уста, е буза.
пифтија, ракија, ширден и шкембе чорба одат во нефала. Ми се селско месо и туршија, што знам, се мекици, мусака, тролитава и тавче гравче, убо, ајбар, бурек, мазник, охридска пастрмка, пастрмајлија, палнети и пиперки и сарми од зелка. А во дај репете, моите најомилени македонски јадења се еклер, конкретно еклерот од Дизниленд, кебапи или скара, значи било каква скара месо е преуба, макало, се знам дека имаше поќе макала и сите имаја по некоја разлика, ама тоа макало што го јадев исто во Прилеп, што беше така ко со павлака, со лукче, со пипер, плюс таму не знам друго што имаше, што беше бело течно убо. Тоа беше многу убаво. Тоа макало ми е во дај репете, за другите макала не знам. Сарми со лозов лист, ги победија сармите од зелка и тие многу си ги сакам. И двете салати, The Goats од македонската куња, таратур и шопска салата. Мојата тиер листа, в дел од оваа тиер листа вие се служувате дали вака вие би ги рангирале овие јадења, кој е ваше омилено македонско јадење. Фала ви што го гледавте ова видео и се гледаме понаредно. Чао!